Судењето за најголемата трагедија во поновата македонска историја, за пожарот во кочанската дискотека Пулс, продолжи со изведување на материјални докази од страна на обвинителството. Се читаа насловите, наведени во листата на докази, записници од претрес, известувања, записници од СВР Штип, известување од Државен пазарен инспекторат, предмети од ДПИ за Класик ДМ, МММ Кафе Доел Кочани, налози за инспекцијски надзор. Од обвинителството посочија дека овој предмет не е едноставен, имаат бројни докази и наведоа дека се кон крајот на изведувањето. Обвинителката Наташа Сарамандова на почетокот на рочиштето кажа дека доказите се однесуваат на околности, зошто последицата е смрт на 63 лица и околу 200 лица со тешки телесни повреди, а голем дел од нив се млади луѓе. Одбраната на минатото рочиште поднесе барање за изземање на обвинителката Наташа Сарамандова, поради како што наведоа пристрасно постапување при презентацијата на доказите. Денеска од судот кажаа дека добили известување со кое се одбива барањето за изземање на обвинителката Наташа Сарамандова. Судењето започна со задоцнување од околу 2 часа, поради како што соопшти од судот проблеми со наредби за спровод на дел од обвинетите. Тимот 15 обвинители стои зад обвинението, а судскиот процес го води судиката Диана Груевска-Илиевска.